Сум од овај момент судија на Уставен суд, професор Осман Кадрил, и морам уште сега да нагласам дека беше привилегија за мене прво да бидем предложен како можен кандидат за судија од уважен председател на државата, господинот Иванов. Се разбира посебна благодарност и од парламентот што ни довери ова функција, да бидеме носители на ова функција, значајна функција и меѓу најзначајните функции од областа на правосудството. Судија на Уставен суд е племенита функција, меѓутоа, покрај привилегиите што ги има, во битието на ова функција и во нејзиното средиште се наоѓа една значајна компонента на одговорност. Судија на Уставен суд треба да биде одговорен во остварувањето на функцијата судија, а преку тоа да биде одговорен и за остварувањето на надлежноста на Уставниот суд. Нагласувам дека ова функција е значајна, меѓутоа е одговорна. Ово дотолку повеќе што и надлежностите на Уставниот суд се мощне значајни. Преку нив се остварува државниот интерес, преку нив се остварува интересот на општеството, преку нив се остварува интересот на граѓаните. Да се штити правниот поредок, да се штити уставниот поредок на земјата, значи да се почитува уставот на земјата. А да се почитува уставот на земјата, значи да се сака земјата. Затоа во сите правни системи постои една уставно-правна мисла дека Уставниот суд представува стожер и чувар на уставниот поредок на земјата. Ние како судии мораме да го дадеме придонесот за да се остварува надлежноста на Уставниот суд. На прво место и од сите надлежности треба да се штити уставноста и законитоста во земјата. Уставноста и законитоста во земјата, во секоја земја, посебно во земјите кои сака да бидат правни држави, треба да се почитува, значи, уставноста и законитоста, која представува за нашата земја орган за дишење. Без овај орган, земјата не може да дише. Затоа е мощно значајно да се остварува надлежноста и на судијата, и на судиите, а преку тоа и на Уставниот суд како најзначајна институција и посебен државен орган во нашата земја. Јас сум во тек со законот, позната ми е содржината, познати ми се и сите интервенции кои се извршени и за време на првото читање и после првото читање и сега при мериторното усвојување од страна на парламентот. Јас моето мислење го давам сега како правник, со оглед дека сум го следел, мислим, целокупниот, да кажем, целокупната активност сум ја следел. Овај закон е во духот на Уставот, уставните норми, затоа што ве молам, прашањето на јазикот е уставна материја и се гарантира со Устав. Така со законот што сега се носи, ве молам, само се предвидува техника и се предвидува како да се оствари правото на јазикот, правото на албанскиот јазик да се применува како службен јазик во државата. Така да, ве молам, прашањето на јазикот не е законска материја, таа е уставна материја и како право уставно се уредува и се гарантира со Устав. А што е со законот за специјалното јавно обвинителство? Дека има неколку иницијативи за негово спорување. Како сега избран судија, кои ќе бидат ваши? Па видите сега, со оглед дека од овој момент јас сум судија, не можем сега како судија да кажем што ќе биде крајниот епилог од страна на Уставниот суд. Сепак треба да се согледат сите тие, да кажем, можности, сите тие правно релевантни околности кои ќе бидат третирани на седницата на судот и после ќе се определиме за конкретна одлука. Дали треба да се укине тој дел од законот или тој дел од законот исто треба да се третира како да е во состав, односно во рамките на уставните определби, уставните норми.